Кинески истражувачи го развија првиот 6G чип во светот со целосна фреквенција, способен за брзини над 100 гигабити во секунда. Тимот од Пекиншкиот универзитет и Градскиот универзитет во Хонг Конг успеа да спакува сите клучни компоненти во чип со димензии од само 11 на 1,7 мм, користејќи напреден материјал наречен тенок филмски литиум ниобат. Новата технологија овозможува покривање на фреквентен опсек од 0,5 до 115 ГHz, што претходно бараше 9 одделни радиосистеми. Сигналите се пренесуваат преку иновативен електрооптички модулатор и оптоелектронски осцилатори, кои создаваат стабилни и чисти сигнали од микробранови до терахерцови бранови. Иако ова е значаен чекор кон идните 6G мрежи со целосен спектар, комерцијалната примена се очекува дури околу 2030 година. Технологијата носи ветување за ултрабрза поврзаност, минимална латентност и интеграција со вештачка интелигенција. Веќе со децении научниците наблюдуваат мистериозно сеизмичко пулсирање на земјата што се јавува на секои 26 секунди. Ова незначително, но редовно тресење не е доволно силно за луѓето да го почувствуваат, но е мерливо со сеизмолошка опрема низ целиот свет. Прв пат било забележано во 60-тите, а потекнува од длабочините на јужниот дел на Атлантскиот океан, блиску до заливот Бони во Гвинејскиот залив. И покрај децении истражувања, причината за ова пулсирање останува непозната. Некои научници веруваат дека е резултат на морските бранови што удираат во континенталниот гребен и создаваат вибрации што се пренесуваат низ земјината кора. Други пак претпоставуваат дека е поврзано со подводна вулканска активност. Истражувањата на доктор Майк Рицволер и неговиот тим во 2000-тите го потврдија изворот на пулсот, но не и неговата дефинитивна причина. Додека некои експерти сметаат дека оваа појава е природен резултат на динамиката меѓу океанот и континенталната плоча, други остануваат скептични. Се додека не се соберат повеќе податоци, земјиниот ритмички пулс ќе остане една од нејзините необјаснети тајни.